одобрената бесплатна правна помош во определени ситуации може да биде прекината со акт на Министерството. Тоа се најчесто случаи кога самиот барател побарал да, значи по негово барање, кога самиот барател веќе нема интерес за водење на постапката, тоа се најчесто по негово барање, писмено образложено барање го ставува. Понатаму самиот адвокат кој што е назначен од страна на Министерството, доколку во текот на постапката утврди дека е нецелисходно понатамошно водење на постапката, дека е неоправдано или би било поврзано со поголеми трошоци, во таков случај по писмено образложено барање од страна на самиот адвокат, Министерството може да донесе решение за прекид на веќе одобрената секундарна правна помош. Тука да споменам и обврската за соработка на барателот со Министерството и со адвокатот, доколку во определени случаи, исто така доколку барателот во континуитет и неоправдано не се среќава со адвокатот или не соработува со Министерството, тоа исто така може да представува причина за прекид на одобрената секундарна правна помош, па и доколку се утврди дека дал лажни податоци со цел да добие бесплатна правна помош.